civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние неколку пати спомнавме дека не сме против попис. А секогаш од другата страна, аргументите на владата се за тоа колку ни е потребен попис. Мислам дека тоа прашање е затворено. Попис е насушно потребен. Сите чинители во ова општество се бориме за една работа, да има попис. Тоа никако како да не е јасно во јавност или се злоупотребува намерно. Но што се случува во моментот? Дали треба да има попис заради попис или попис заради реален попис и вистински бројки? Од она што досега го слушнавме и од градоначалникот, а и председателката на Советот заврши со вистинската поента на која што јас всушност сакам да дебатирам на темата за реални бројки. Имаме, целиот процес околу организацијата на пописот веќе е во една одмината фаза, околу преговорите, донесувањето на законот, еве гледаме дека веќе започна и самиот процес на попишување во диаспората, така да веќе може да зборуваме за аргументи, што точно се случува и која е големата слика. Во моментот, мора сите заеднички да се сложиме, дека ќе има добар дел од населението кое што нема да се попише. Од различни причини. Овде имаме политички партии и организации, движња кои што отворено повикуваат на бојкот. Ако не се лажам, со резерва, мислам дека еден од нив беше и господинот Бачев, ама пак ќе кажам со резерва, значи тој има своји приврзаници кои што нема да се попишат. Овде ВМРО ДПМН е како политичка партија која што во претходниот период и уште настапува со критики за организацијата на пописот. Значи, ние не повикуваме директно на бојкот, но сакаме да се вложи и да ги освестиме сите чинители на самиот процес, да се вложи во корекција на аномалиите и постигнување на вистински попис. Сепак дел од нашите следбеници, гледајќи дека нема слух од другата страна и ништо не презема власта за да изгради доверба и да коригира некои делови во целата процедура, значи верувам дека ќе го задржат правото да не се попишат. Од друга страна, тука е делот со пандемијата. Ние мора да признаеме, на волку жртви во Македонија и на волку заболени, сега во пресрет на нов бранд со уште поопасни соеви на вируси, многу легитимно ќе биде некој граѓанин да не дозволи внатре да влезе комисија да го попишува. И тоа нема да бидат поединци, верувајте. Тоа ќе биде поголема маса на народ. Околу протоколите, еве, точно дека постојат протоколи, дека можеби е размислувано на таа тема. Но колку протоколите се гаранција за здравјето на луѓето? Дали власта не е контрадикторна самата на себе? Еве во моментот имаме налог од министерката Мила Царовска, која што забранува спортските клубови да тренираат во училишните сали, иако постојат протоколи за заштита кои што гарантираат дека нема да има пренос на вирусот од спортистите до утрешниот ден на ставата на учениците, сепак и покрај постоењето на протоколи, таа го забранува тренирањето на клубови. Зошто? Бидејќи сепак постои ризик дека може да биде направена трансмисија на болест. Зошто ние тогаш да веруваме дека протоколите ќе гарантираат здравје во делот на пописот? Значи, ќе имаме еден огромен процент на маса на народ кој што нема да биде попишен од здравствени причини. Плюс, тука можеме да ги додадеме и оние луѓе кои што како поединци од личен избор на секој попис не се попишуваат. Но сепак тоа е додадена бројка. Овде е аномалијата што се случува во диаспората. Значи, пописот е веќе почнат, имаме неинформираност на добар дел од диаспората. Значи, во текот на вчерашниот ден, добар број на земји се изјаснија дека воопшто таму не е проследена информација, а замислете. Значи, процесот веќе тече. Значи, луѓе веќе имаат испуштено период за да нели се попишат. Што значи се во ова? Ова значи е сигурно, гарантира огромни отстапувања од вистинските бројки како во крајниот резултат. Сега јас имам едно прашање. Што е поголема штета? Да се креираат политики без бројки или да се креираат политики со висока самодоверба врз погрешни бројки? Јас мислам дека второто. Посебно ако го земеме фактот со финансискиот влог,
колку ќе чини овој попис, со целата ова лоша крв што се случи нели во целото општество и конфликт од сите страни, нели се зајадува опозицијата, позицијата и другите чинители, многу зборови слушнавме, многу навреди од сите страни. На крајот, што е тоа што ќе го добиеме? Овде ми се наметнува едно друго прашање. Дали кога ќе заврши целиот процес и кога ќе имаме крајен резултат, има механизам да се утврди колкав бил процентот на бойкотирачи? Во смисла на постојните бази на податоци. Па да видиме колкава е всушност разликата во отстапувањето. И мене тука ме загрижува позицијата на власта, која што воопшто не размислува, барем за одложување, не за да нема попис, туку за да се надминат несогласувањата. Тоа може да биде одложување од неколку месеци, не мора години, па и година ништо не значи ако земеме во предвид дека ние како држава веќе 20 години немаме попис. Инаку не може да има општество без исилување ако негуваме хибриден режим. Прво тоа. Друго, не може да има мир ако не постои консензус. Може, тоа ќе биде диктатура и тоа нема да биде мир, туку ќе биде привиден мир, што еден ден ќе ескалира. Многу ми е чуден и ставот околу тоа дека постојат елементарни непознавања за тоа што значи право на изразување на слободна волја на суверенот и народот. Собирањето на подписи, ако не е законско, тогаш по логично следство е противзаконско. Противзаконските работи подлежат на санкции. Каде се санкциите во овој момент? Треба да правиме разлика од тоа кој е носител на иницијативата, а што е изразена волја на суверенот во смисла на зголемување на легитимитет на оној кој што ја поднесува иницијативата, а тоа се пратениците. Да се вратиме на пописот. Кому му е потребен попис без доверба? Значи, одговорноста е кај власт. Ја искористивме можноста да укажеме на погрешните чекори и немањето на слух на оваа власт да спроведе еден толку крупен чекор што може да има долгорочни последици на крива основа со, нема да го употребам терминот резултати, туку со погрешни крајни податоци. Собрани, така беше нели од колешката предлога. Ако земеме во обзир дека врз основа на собраните податоци понатаму барем во наредните 10 години ќе се креираат политики, ќе се носат одлуки, ќе се влечат решенија, дали тоа значи дека сите понатаму решенија ќе бидат проследени со недоверба од општествените чинители, барем од оние кои што се застапници на нашите тези аргументи? Ќе повикам и искрено очекувам да се покаже барем малку одговорност и иницијативност, да се има слух и да се покаже отвореност за она што ние го дискутираме и го наведуваме како аргумент. Значи, не зборуваме на памет. Аномалии постојат. Примерот со падот на софтверот е последниот кој што е на очиглед на јавноста. Значи, во моментот имаме барем по две основи, спомниш дека софтверот не функционира. Тоа се VPN адресите кои што се користат и еве сега видовме дека со 13 нули луѓе веќе влегуваат и се попишуваат. Не видовме до сега стопирање, не видовме дискусија, не видовме обид да се надмине таа техничка грешка, како да имаме доверба. Навистина, уште еднаш повикувам малку поголема одговорност од власта и да покаже отвореност и желба за доаѓање до вистински резултати, а не спроведување на попис само како политички чин и спорачување на некаков договор. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.